Господине Керим, која е целта на посетата во Вашингтон и каде беше ставен акцентот на разговорите? Со оваа посета на Вашингтон практично се завршува циклусот на подготовки за предстојното 62-ро заседание на Генералното собрание. Претходно бев во Москва, Пекинг, Токио, Берлин, Париз, Лондон и други главни градови на земите членки и Вашингтон беше последната станица пред започнување на заседанието со цел да се консултирам со американската влада и Сенатот околу нивните приоритети и нивните гледања што треба да доминира на заседанието. Кои ќе бидат доминантни теми на септемврискиот собир на шефови држави и влади во Њујорк? Па, прва и најзначајна тема ќе биде климатските промени. Тоа ќе биде предмет и на расправа на 24 септември, кога ќе дојдат голем број на шефови држави и влади на една консултативна средба, што ја организира генералниот секретар заедно со мене. А од 25 кога ќе започне генералната дебата, една од главните теми на генералната дебата ќе биде токму тоа какви све одговори и какви политики се спремни земјите членки да поддржуваат. Со какви предизвици се соочуваат Обединетите нации денес? Па пред се со еден голем број на обврски во очување на мирот и безбедноста во светот. Обединетите нации, тоа може би малку познато, имаат најголем број на војници и на трупи ангажирани во земјите кај што има кризни жаришта и конфликти. После Америка тоа е најголемата војна сила практично што се употребува во однос на кризниот менеджмент во светот. Дали може евентуалната поделба на Косово да се одрази врз стабилноста на другите земји во регионот? Па тоа е сигурно и затоа би било добро да се најде едно решение прифатливо за двете страни, а исто така и решение кое ќе го носи, за кое ќе носи одговорност Советот за безбедност, во секој случај и за земјите членки во регионот и вкупно за угледот и престижот на Организацијата на Обединетите нации е добро што е можно поскоро да се најде такво решение. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и ја.